За сите земји кандидатки за членство во Унијата мора да важат истите правила, а земјите од Западен Балкан не смеат предолго да останат во чекалната на ЕУ. Порача словачкиот претседател Петер Пелегрини по средбата со шефицата на државата Силјановска Давкова, која е во официјална посета на Словачка. Потенцираше дека Македонија и земјите од Западен Балкан мора да ги исполнат договорените обврски за членство, но дека чувствителните прашања треба да се решаваат преку почитување на достоинството на секоја земја. Словачка ја поддржува европската перспектива на Северна Македонија. Ова го правиме како пријател, партнер и сојузник. Но во исто време, јасно велиме дека проширувањето како процес мора да биде фер, предвидлив и заснован на истите правила кои што важат за сите кандидати. Ова значи дека треба и да се размислува дека земјите кандидати мора да ги исполнат договорените критериуми, дека Европската Унија мора да испрати јасен сигнал дека исполнувањето на условите ќе значи и конкретни чекори напред. Исто така ова е важно и за довербата меѓу граѓаните во земјите кандидати. Патот на Македонија кон ЕУ е маратонски, исполнет со бројни и рационални пречки од идентитетски карактер, смета претседателката Силјановска Давкова. Според неа, земјава треба да биде вреднувана и оценувана според копенхашките критериуми и уште еднаш порача дека идентитетските прашања не смеат да бидат предмет на преговори. Се работи за долг пат со бројни и рационални пречки од идентитетски карактер, што е спротивно на суштината на природата на Европската Унија. Особено го цениме ангажираниот став на Словачка, но и на неколку други земји, кои трагаат по можно рационално решение за интегрирање на Западниот Балкан во европските структури. Она што ние го бараме е да бидеме третирани како сите останати, да бидеме вреднувани според копенхашките критериуми, да добиеме можност да се фокусираме на реформите и на владењето на правото, наместо да ја губиме енергијата на билатерални прашања што немаат врска со духот и словото на копенхашките критериуми. Освен со словачкиот претседател Пелегрини, претседателката на државата се сретна и со потпредседателот на словачката влада и министер за одбрана Роберт Калињак, а оствари средба и со претседателот на Националниот совет Рихард Раши. Во рамки на посетата Силјановска Давкова положи и венец пред споменикот на слободата во меморијалната област Девин.